الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Спомнавме последно дека свекој еден ибадет си имат свој едеби и норми. Исто така и постов имат своји едеби и норми. Он нив се оние кои се обавезни, задолжителни правила, а он нив има и оние кои се препорачливи. Па спомнавме од задолжителните норми и едеби на постот е да се извршува се она што возвишениот Аллах Азза ва Джелле ни го пропиша, како фарз, како обавеза, без разлика дали е со збор или дело. И спомнавме еден од најбитните ибадети задолжителни, а тоа е рукнот на ова вера, намазот. Клањање на намаз и тоа посебно во џемает. Исто така, браќа, од задолжителните едеби на постот е постачот да се оддалечи и да се воздржи од се она што Аллах Азза ва Джелле го има забрането. Од све оне што Аллах Субханаху ва Таала го забранил, било од зборови, било од дела. Па од оне што Аллах Азза ва Джелле го забрани и од што треба да се оддалечиме е лагата и лажењето. А најтешка и најопасна лага е лагата врз Аллах Азза ва Джел и неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Кога некој ке му припише на Аллах Азза ва Джел или на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем нешто што тие не го имаат кажано или потврдено, да го сметат за халал оне што тие го сметаат за харам, или да го сметат за харам оне што тие го сметаат за халал. Аллах Азза ва Джелле вели: "Вала тaqulu лима тасифу алсинатукум алкадиб хаза халалу ва хаза харам. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم." И не зборувајте лаги со јазиците своји. Ова е дозволено, а ова е забрането. Па секој кој носи прописи во Аллахова вера, без доказ, без знаење, тоа е носење лага врз Аллах Субханаху ва Таала и неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. И не зборувајте лага со јазиците ваши. Ова е дозволено, ова е забрането. За така да изнесувате лаги врз Аллах Субханаху ва Таала. Тие што за Аллах лаги изнесуваат, нема да успеат. Кратко ке уживаат и нив ги чека страшна и болна казна. Во двата сахиха на имам Бухари и Муслим се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Мен кадеба алейја мутааммидан фалјатабавва мақадаху минан нар." Кој на мене намерно ке излаже,
кој намерно ќе донесе лага врз Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, нека си го припрема своето место во џехеннем. Нека си го припрема своето место во огнот џехеннемски. Ова е, браќа, силна и строга закана за оној што му припишува лаги на Аллах субханаху ва таала или на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Велит алейхи салату ва салам, предупредувајќи општо од секаков вид на лага. Велит алейхи салату ва салам: ијакум вал кадиба, фа иннал кадиба јахди илал фуџур, ва иннал фуџура јахди илан нар, ва ла јазалу ar-раџулу јакзибу ва јатахарра ал-кадиб хатта јуктаба инда Аллахи каذаба. Велит алейхи салату ва салам: чувајте се од лагата, чувајте се од лажењето, зашто лагата води кон разврат. Едно од плодовите на лагата е тоа што човека го носи во разврат, а развратот води кон огнот џехеннемски. Човекот постојано лаже и настојува да лаже, се додека не биде запишан кај Аллах субханаху ва таала како голем лажго. Да биде запишан кај Аллах азза ва џел како голем лажго. Ова е последица од тоа што тој се навикнал нон-стоп на момење, нон-стоп на изнесување лага врз луѓето. Исто така од работите кој човек мора да се оддалечи, да се воздржи, е гибетот, бреча, оговорањето. А тоа е да го спомене својот брат со нешто што тој го мрази кога е во отсуство. Некој кој не е присутен, а ти зборви за него за нешто што тој не го сакат, го морзи. Без разлика, дали го спомнуваш со нешто што му е нешто неговиот физички изглед, како да кажеш дека е куц, чор, слеп и слично, или пак и нешто што тој го морзи од карактер, како да спомниш некого дека е глупав, дека е безумник, расипник и слично. Свето ове спад вид во оговарање и спад вид во гибет, кое е забрането и спротивно на моралот што треба да го краси еден постач посебно. И без разлика, дали теа што го зборвиш на вистина постои кај него или пак и не. Битно е да, ако го спомениш твојот брат по нешто што го морзи, што не го сакат, теа се сметат за оговарање. Велит алейхи салату ва салам, кога бил прашан за гибе, за оговарање, рекол алейхи салату ва салам: хие зикруке ахаке бима јакраху. Тоа е, велит, гибете кога го спомнува својот брат со нешто што тој го мрази. Па го прашале асхабите: о Аллахов пратенику, а што ако тоа што го зборувам за мојот брат, за било кого, што ако тоа е вистина? Па велит алейхи салату ва салам: ако кај него го има тоа што го зборуваш, тога си го оговорили, те е гибет. Да го спомниш твојот брат по оне што го морзи, не го сакат, а вистина го имат, како да е куц, како да е слеп и слично, а ти го зборувиш ове за да го омаловажаваш, да го понижиш, ове е гибет. А велит Мухаммед алейхи салам: доколку го спомниш она за твојот брат што тој го немат, тоа е клевета и клеветење. Овој хадис на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем ни појаснува дека ако зборуваш вистина за тоа што го има твојот брат, тоа се смета за гибет. А ако зборуваш нешто што воопшто го нема и не е точно, тогаш тоа е клевета кој е уште поголем грев од гибетот и оговарањето. Возвишениот Аллах азза ва џел строго го забранил гибетот во неговата книга Кур'ан и го споредил со едно најодвратните слики. Гибетов Аллах Джелешану го споредил со една најодвратна слика, а тоа е со човек кој го јаде месото на својот мртов брат. Да правиш гибет
Греот и опасноста е исто како да го јаиш месото на твојот мортов брат. Ова е опасноста од гибет. Па велит Аллах азза ва џел: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Велит Аллах азза ва џел: и не оговарајте се едни со други. Не прајте гибет едни со други. Зар некој од вас би сакал да го јаде месото на својот мртов брат, а вие тоа го мразите? Па како што го мразите ова, исто треба да го мразите и гибетот и оговарање на вашите браќа. Со ова силна споредба на Аллах азза ва џел ни покажува веќе колку е одвратен гибетот и оговарањето. Особено постачот треба да биде посебно внимателен. Да не е само воздржување од храна, од пијалок, туку треба да се воздржуваме од се она што ни го расипува или ја намала вредноста на нашиот пост. Друга случка или друга слика со која ни известува Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, која исто така ни кажува која е опасноста на гибетот и оговарањето. Па велит алейхи салату вассалам дека во ноќта на Исра и Ми'раџ поминал покрај луѓе кои имале ногти големи од бакар и со нив си ги гребале своите лица и гради. Па Мухаммед салаллаху алейхи ве селем го прашал на Џибрил алейхи салам: кои се овие, о Џибрил, кои имаат ваква тешка казна, стално тие се гребаат и се кинат со своји ногти бакарни? Па му рекол Џибрил алейхи салату вассалам: ова се оние кои го јаделе месото на луѓето и навлегувале во нивната чест, значи ги оговарале и ги клеветеле. Па овој опис е силна слика за казната на оние кои чинат гибет, за оние кои оговараат. Како што тие на ова дуња ги распарчиле честа и достоинството на својот брат муслиман, така самите ќе си го распарчаат своето месо, своето лице и гради на судниот ден. Па наградата е према делото направено. А Аллах азза ва џел не прави зулум на никого. Од работите од кои треба да се чуваме во Рамазан посебно е слично на претходното, а тоа е немиме или пренесување на туѓи зборови од едно лице на друго со цел за да направиме раздор измеѓу ними. Со цел да скараме браќа, фамилија, комши, пријатели и слично. Пренесување на туѓи зборови за да направиш раздор помеѓу сафојве на муслиманиве. Ова е исто така еден од големите кебаир, од големите гревови. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем многу кратко велит: ла јадхулул џеннете намамун. Нема да влези во џеннет оној кој пренесува туѓи зборови. Нема да влези во џеннет оној кој пренесува туѓи зборови. Во Сахих Бухари и Муслим од Ибн Аббас радијаллаху анхума се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем поминал покрај два гробој. Поминал покрај два гробој и рекол: на вистина, тие двајца, собствениците на овие гробој, тие двајца се казнуваат. Се казнуваат уште додека се во гроб, а не се казнуваат за нешто големо. Што значи не се казнуваат за некоја работа што би било тешко да се чува на ова дуња. Па вели што се несува до едниот од нив, не се чувало неговата урина. Не се чистел после негова мала нужда и не пазел. Ова нечистотија и ове дело е причина за човек да биде казнет уште во гробот. И велит второ, додека другиот се користел со немиме, одел од човек на човек и пренесувал туѓи зборови само за раздор и разделба помеѓу муслиманите. Што значи дека занемерувањето на чистотијата
и пренесувањето на туѓи зборови со цел да се расипаат односите на луѓето се причина за казна во гробот, Аллах да ни заштити од него. Пренесувањето на туѓи зборови исто така е причина за да го расипат поединецот, а исто така е причина да ја расипат заедницата. Затоа што внесува раздор, омраза и непријателство измеѓу муслиманите. Велит Аллах Азза ва Джал: "Вала тути'у кулла халлафин махин, хаммазин машаин бинамим." И не слушај никаков презрен кривоклетник, клеветник, кој клевети други, тој што пренесува туѓи зборови. Затоа се велит, кој ти пренесува тебе туѓи зборови, знај дека ќе пренесе и од тебе на некого од твои зборови. Значи, оња кој ќе ти пренеси туѓи зборови, за да те скарат со некого, утре ќе пренеси ти твои зборови на некого други, за да те скарат со него. И затоа најгрозна казна ќе имаат уште во гробот. Исто така, браќа, од работите кои треба да се чуваме посебно во овој месец е одразен вид на измама. Во сите видови, и во односи, и во договори, како што е во купопродажба, изнајмување, занаетчиство, залог и слично. Како и во сите други совети, препораки, затоа што измамата е еден исто така од големите и уништувачки гревови, за кој Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Мен гашена фалейсе минна." Кој ке не измами, тој не е од нас. А во друго предание: "Кој измамува не е од мене, не е од умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, или не е на неговата пракса и на неговиот суннет." Измамата, браќа, исто така е големо предавство, изневерување на доверба и рушење на меѓусебната сигурност помеѓу браќа муслимани. Измамава е најголемата причина да се изгуби сигурноста и довербата помеѓу браќа муслимани. Да немаме повеќе поверење еден према други. Има и други работи, но овие се некои од обавезните работи кои треба човек да се оддалечи и да се воздржува од нив, па го молиме на Аллах Азза ва Джале да ни чува од секакви харами кои ни го уништуваат постот или ја намала неговата вредност, и го молиме на Аллах субханаху ва таала да ни соедини во Дженнетул Фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.